Почитувани, во изминатите 3 недели нашата партија ВМРО-ДПМН водеше изборна кампања во потполност посветена на граѓаните. Ние, кандидатите за пратеници, ви го представивме манифестот за реформи и развој, кој е единствена изборна програма што нуди конкретни проекти со финансиска конструкција и рокови за нивна реализација. Ова во европските демократии е вообичаена практика за секоја сериозна политичка партија. За жал, Македонија е последната од редот на поранешните социјалистички земји во кои синонимите за транзиција се уште учествуваат во политичкиот живот. Граѓаните знаат, овие избори се долго очекуваната прилика со огромно мнозинство, исто како и кога гласавме за преродбата на 5 јули да му кажат не на Бранко Црвенковски, последниот транзицијски политичар во Европа. Овие избори се единствена можност, ние кои пораснавме и созревавме под постојано заплашување од политикански игри и постојано создавање на вештачки кризи во државата со цел да остане на власт, да не дозволиме и нашите деца да живеат во времето на Бранко. Членови и симпатизери на ВМРО-ДПМН, во оваа кампања вие бевте тие што заедно со граѓаните, вашите соседи, пријатели и роднини, без разлика на нивната политичка определба, низ разговори и за размена на идеи, ја представувавте нашата партија, нашата политичка сила како современа, демократска, отворена и реформистичка, подготвена да ја води земјата кон европските интеграции. Затоа ја користам оваа прилика да ви се заблагодарам и да ви посакам успех. Почитувани граѓани, изборите се еден ден во 4 години. Тој ден е важен и затоа што секој од нас ќе гласа според својата волја. Тоа е најголемата вредност на демократијата. Затоа на 5 јуни најважно е да гласаме мирно, фер и демократски, бидејќи важно е каков белег ќе оставиме. Почитувани граѓани на Струмица, Новосело, Босилово, Василево и сите граѓани на населените места на нашите општини. Ве повикувам на 5 јуни во огромен број да излеземе и да го заокружиме бројот 5, да го дадеме својот глас за ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, затоа што реформите ќе победат.